Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Од кога се појави на светската сцена во 2005 година, младата звезда од Барбадос, Ријана, нема земено вистински одмор од работата. Сите се согласуваат дека со своите објави на Твитер и Инстаграм, каде што постојано објавува фотографии од себе на многу локации од светот, не изгледа како баш да е некоја зафатена личност. Но фактот дека во последните 7 години има објавено исто толку албуми, покажува дека сепак има сработено доста напорно. Гледано од аспект на музичар, па затоа заслужува некој период да здивне од целиот напорен циклус за правење на нови песни и албуми. Се очекува по завршетокот на светската турнеја наречена Diamond, според еден од нејзините последни големи хитови, конечно да земе одмор кој би траел цела година. Според нејзиниот менаџер, Ријана се чувствува многу уморена од сите обврски кои ги носи работата и дека не би издржала ако нема љубов кон тоа што го работи. Актерката Сара Джесика Паркер, која ја толкува улогата на Кери Бредшо и која успеа од брендот Манало Бланхик да направи урбана легенда. Верувале или не, дека нема да ја гледаме во високи подпетици. Иако Сара нема намера да ја прекине својата врска со модата. Сепак таа открива дека љубовта кон штиклите трајно и ги уништила стапалата. Повеќе од 10 години трчав во штикли, изјавила познатата актерка. Работев и по 18 часа дневно без да ги соблечам. Носев прекрасни чевли и никогаш нема да жалам поради тоа, рекла Паркер. Сара открила и дека поради неквалитетните обувки кои имала прилика да ги носи. Таа неколку пати го шинала изглобот. Одев на пластика наместо во кожа. Кога отидов на доктор ми кажаа дека моите стапала не изгледаат нормално, изјавила 47 годишната актерка. Миленичката на модните дизајнери, која во моментот ја врши функцијата амбасадор на УНИЦЕФ, признава дека љубовта кон модата им ја пренела и на своите ќерки и дека во најголемиот број на случаи не можат да ја износат целата облека која ја поседуваат. Носам само 7% од тоа што го поседувам во плакарот. Имам повеќе пантолони и джинс од што може да си замислите, изјавила модната икона Сара Джесика Паркер. Звездата на филмовите Оз, големиот и мокниот, планетата на мајмуните почеток, Милки Джеймс Дин ја доби својата звезда на холивудската патека на славните во Холивуд. На Франко на церемонијата му се придружиле неговиот брат Дейв Франко и мајката Бетси, како и режисерот на Оз Сем Рейми. Работејќи со години со Джеймс, научив многу работи за него. Франко е учител, поет, скулптур, актер, режисер, писател и продуцент. Чинам дека секогаш откривам некое негово ново интересирање и авантура, раскажал Сем Рейми. Актерот Джеймс Франко во 2010 година беше номиниран за Оскар за најдобра главна улога во филмот 127 часови, но Оскарот не заврши во неговите раце. Грациозната прва дама на Соединетите Американски држави Мишел Обама идната година ќе го прослави својот 50 годишен јубилеј. Ке наполни 50 години и уште од сега ја подготвува листата на сите кои ќе присуствуваат на големиот настан во Белата куќа. Иако спектакуларната забава е закажана за 17 јануари следната година, на јавноста веќе се познати големите звезди кои ќе пеат на Мишел Обама на нејзиниот роден ден. Покрај Бионсе, која ќе биде главната звезда на роденденската забава на Мишел Обама, се разбира по самата Мишел. Гостите ќе ги забавува и оскаровката Адел, пренесуваат американските медиуми. Па британската пејачка Адел изгледа со мощне важен настап ќе ја започне 2014 година и таа е мощне горда поради тоа што ќе добие можност да пее и да присуствува во Белата куќа. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.